Почитувана јавност, денес по четврти пат, од кога е започната војната во Украина, бараме да државата излезе во пресрет на граѓаните. До сега 3 пати бевме одбивани со предлогот за намалувањето на законот за акцизи во делот кој што го земаат акцизите покрај ДДВ-то по литар гориво. Она кое што е куриозитет, ова го баравме на 7 јуни, по четврти пат до ова собрание, баравме да акцизите се преполоват. Ако во владата имале проекција за целите на горивата со правење на буџетот во ноември-декември, кога цената на горивата на дизелите беше некаде околу 60-62 денари, на таа сума тие земаат определена сума на акцизи и плюс на 60 денари добиваат некаде околу 11 нешто денари ДДВ. Со војната во Украина цените отидоа до 120 денари, денес е некаде околу 103-104 денари за литар бензин. И предвидената сума која што била во декември за ДДВ, например, и за акцизија за ДДВ, била од 11, сега земате околу 20 денари, што се практично непредвидени приходи во буџетот на владата. Сакам да потсетам секој еден од вас дека согласно статистика цените на храна и пијалоци во месец мај, односно јуни, се зголемени за 35,6% во споредба со истиот месец преходната година. Значи, за 35% имаме зголемена цена на храна. За 100% скоро имаме зголемена цена за горива. Од тоа инкасирате ДДВ секојдневно, од акцизи добивате непредвидени плюс трошоци и мува не ве лази за тоа како едно обично македонско семејство поминува месецот од први до први. Да бидам поконкретен, почитувана јавност, во Република Македонија во 2021 година си имаат продадено 901 тон и 538 илјади литри нафтени деривати. Цената за 1 литар, која што владата практично како арач ја зима, е некаде околу 22 денари за литар безоловен и 15,5 денари за литар нафта. Ако оваа сума на 901.000 тонови се помножи по она кое што ние го предлагаме со преполовена акциза, тогаш државата ќе наплати 6 милиарди 761 милиони 535.000 денари. Повеќе од 108 милиони евра. Дали се тоа малку? Не се малку пари. Значи, државата повторно ќе зима неколку проценти повеќе од тоа што го предвидувала во месец декември, а овака некаде околу 100 милиони евра на вистина ќе ги вратите кај граѓаните, бидејќи на вистина цените за горивата отидоа многу високо, цените на храната отидоа многу високо, а вие како влада нула не ве лази, бидејќи ниту давате пари за гориво, ниту давате пари за бензини и едноставно не можете да влезете во положбата на едно просечно македонско семејство, колку тоа чини на државниот буџет. Сакам да истакнам и тоа дека, почитувана јавност, овие кои што велат дека парите ви ги враќаат вам преку скенирање на фискални сметки, знаете, оние 800 денари на 3 месеци,
додека оние кои што ни беа колеги ги гласаа овие да или по 800.000 евра земаат за скидирање на документи во владата. Сакам да се знае дека од 2017 година, од кога дојдовте на власт, прво што направивте е тоа што ја зголемивте за 3 денари цената на дизелот. За 3 денари само што дојдовте, тие 3 денари ви беа малку. Во текот на 20 година, првите беа 3 денари за дизелот, во текот на 20 уште 3,5 денари линеарно за сите горива и сега се најавува и нова давачка во поглед на горивата за наводна еколошка такса. Ако една посечна плата е 30.000 денари, а инфлацијата е 15%, реалната вредност на таа посечна плата е 25.500. Ако на тие 25.500 ги додадеме дупло зголемените трошоци за гориво, јас ве прашувам дали според вас граѓаните имаат со вас подобар живот или имаат полош живот? Или само во владата треба да имате подобар живот, во владата треба да ги имате бенефиции кои што ви следуваат, а граѓаните ќе ви го плаќаат горивото со пута 2, ќе си го собирате кајмакот, ќе молчите лака, ќе ги одбивате по 4-ти пат и потоа ќе излезете на телевизија и кажувате дека вие сте биле за граѓаници. Нили ви е срам? 4 пати ве молиме да намалите акциза. Ја разбирам да земате акцизи, да зголемувате на горива, да прибирате повеќе пари како што прибирате, ама да бидат граѓаните аир. Да им кажете денес започнавме нов автопат, да им кажете денес започнавме нова брана. Единственото што го работите околу автопатиштата е што ставате патарини на веќе изградените од друг автопатишта. Каде ви одат парите? Зашто не излезе министерот за финансии и да каже дека не го прифаќаме по 4-ти пат барањето на опозицијата за преполовување на акцизите на горивата и при тоа тие пари кои што ги зиваме капитални не сакаме да правиме, кажете им дека ви требаат за партиските војници на СДСМ и ДУИ, каде што сите ставки во буџетот ви беа зголемени од 30 до 50%. Зашто не излезете јасно и гласно тоа да го кажете? Тоа е јавна тајна, тоа се знае. Зошто молчите? Зашто на секое наше барање за намалување на цените на горивата го одмолчувате? Овие дека си гласаат против, потоа пуштаме тема за дефокус во јавноста и граѓаните плаќаат по 2 евра за гориво. И при тоа ќе ни кажете дека во Германија било 2,3 евра. Ама нема да ни кажете дека кај нас посечна плата е 500 евра, која што ради неспособноста и инфлацијата е намалена на веднаш на 400 евра. Сметам дека тоа не е во ред. Исто така сакам да запознавам и јавноста дека во врска со законот за намалување на акцизите на горивата има дадено и мислење првиот заменик председател на владата за ништо, Артан Груби, кој што пишал едно мислење, и јас ова мислење ќе ви го поделам на сите вас колеги и на јавноста ќе го споделам, кој може овдека да се снајде, јас не знам. Овдека пишува се и се што, кој е во право не пишува, дали се согласува да се намалат акцизите не пишува, дали е лошо преведува, дали преведувате на Google Translate, не знам, и е неважно во овој момент. Она кое што е важно е да разберете дека не сите како вас имаат службени возила, дека не сите како вас имаат службено гориво и дека едноставно овие граѓани немаат плата. Не сте направили економски услови за да се земаат големи плати и да може да се поднесе гориво од 2 евра или од евро 80, колку што е денес. Ве молам да се откажете од дел од непродуктивните трошоци, како што се откажавте од 200, а се повеќе од 500 милиони евра непродуктивни трошоци, и барем откажете се од овие 7 или 15 денари во зависност од горивото, да граѓаните барем нешто видат аир од вас што сте на Илинденска. Благодарам.